od stotици теми кои постојат во Светото Писмо, понекогаш, браќи и сестри, сум во дилема да се прашам што всушност да изнесам во ова време на браќите и сестрите по црквите на кои им проповедам секоја сабота. И некогаш сум во ситуација да можеби и промашам во некоја тема. Си мислев што е тоа што би било најдобро да го слушнат браќите и сестрите овде во Петар Попарсо, односно во нашата црква, и на ум ми дојде една проповед, стара, библиска проповед, во која нема филозофија, нема некои современи изрази, така ли, но едноставно речено, тема блиска до нашето срце. Многу разбирлива, лесно сварлива, прихватлива, нема тука нешто, некој посебно знаење да е потребно за да се разбере ова тема. Всушност, браќи и сестри, Божјата реч е многу едноставна. Неа може да ја разберат и постари и помлади, и неуки и уки. Нашиот Спасител Господ Исус е бил многу едноставен, многу народен. Речникот му бил општо прифатлив за сите. И кажува Божјата реч, односно духот на пророштвото, кога луѓето го слушале Христа, уживале да го слуша затоа што бил многу лесно сватлив и приемлив. Не се восхитувал на титули, докторати, ниту тоа го интересирало. Него го интересирало јасната Божја реч да ја изнесе до секое срце на наједноставен можен начин. До секое срце да може да ја прими речта, односно да ја разбере, а потоа да ја прими. Затоа, насловот на ова наше проучување, ова предпладне, ќе биде од која јама си изваден. Ја верувам, браќи и сестри, дека од по-ново време никој од нас не се наоѓал во јама, па да вкуси што е тоа темнина, што е тамо мрачно чувство на осаменост, на обесхрабреност и разочараност. Никој од нас не се ни нашол во таква јама, а иако сме се нашле порано, сме го заборавиле тоа. И затоа сакам да се подсетиме на нешто што Божите деца ги очекува во времето во кое живееме, нешто што ќе не охрабри и поучи и воведе кон патеката на животот кој го живееме, односно на патеката на страдањата и искушенијата кои ги очекува Божиот народ. Кажете ми, браќи и сестри, дали сте биле некогаш во јама? Ако сте биле, како сте се тамо чувствувале? Пријатно, насмејано, расположено, опуштено како и дома? Или сте се тамо чувствувале многу осамено, многу страшно, студено, мрачно, обесхрабрени, морбидно, благодарам. И кога сме се нашле во таква ситуација, дали сме се прашале, Господе, што барам ја овде во ова јама? Кој овде ка мене ме прати? Дали ја залутав овде? Зошто се воопште најдов во ова јама? Дали, Господе, ова е Твоја желба за некоја моја поука или наша? Или е ова, Господе, нешто што ја сам може би си го предизвикав, не слушајќи совет не влегувај? Или не биди љубопитен да истражуваш во јамата што има и така натаму. И кога сме се нашле во таква јама, сигурно сме помислиле колку време ќе останам таму. Што ако повикам, помогнете ми, луѓе кои сте во близина, слушнете ме, тука сум, спасете ме. Дали, браќи и сестри, сме биле во ваква ситуација? Ако не сме биле, да не посакаме да бидеме, а ако сме биле, тоа ќе биде поука за нас, што значи животот или престој во јама. Или сме повикале кон Бога и сме рекле, Боже, ослободи ме од ова мрачна јама. Јама на осаменост и обесхрабреност. Господе, пружи ми ја Твојата десница, јас ќе Ти ја пружам мојата и помогни ми
da izlazimo od ovde. Ako ga će izlazam od ovde, će naučam pouka ili pouki koji nema da gi zaboravam. Dragi moji braći i sestri, tebe podsjetam na jedan biblijski primjer. Na čovek koji se našao vo jama, i to komentatorite na ovoj nastan kažu deka jamata bila dlaboka 30 metri, ispolneta so voda, vodata se povlekla, ostanala samo odnosno kalta. Kažu deka kalta bila od 50 do 100 centimetri, odnosno do 1 metar, dlabina, vodata se povlekla, čoveko se našao vo dlabinata i propadnal vo kalta. Što mislite za koji čovek stanova zbor? Za prorokot Jeremija, 38. glava, 6. stih, kažu va što? Go grabna Jeremija, carevite slugi, i veli go frlija, odnosno go spuštija vo jamata, i slugata Božji veli propadna vo jamata, vo kalta. Braće moji i sestri, propadnal vo kalta zato što na carot ne mu prenel dobra vest. Carot sakal slugata Božji da mu kaže dobra vest. No vesta bila, care, Bog mi saopšti, će mora da pojdeš vo Vavilon i da tamo prestojuš ti i sinovite tvoji. Podobro će ti bide otkuku da sediš na carski od prestol vo ovakva sostojba. Go nosiš narod vo bezakonije, će mora da odiš vo Vavilon. Zaradi toa slugata Božji beše frlen vo jama. Ja će navedam dva vida na jami. Jedni od vid na jama se vika duhoven vid, to se onije jami na stradanja, jami na iskušenija, na obeshrabruvanja, na životnite borbi so grevoti bezakonijeta i така natamo jama na solzite, to je ta duhovna jama vo koja nije se naodjeme. A postoje ti fizički jami, evo kako što go spomna pred malku, vo koja se našao prorokot Jeremija. Će spomnam nešto, braće i sestri, za samite jami, a potom će pojdem malku pod labokom da vidime što se slučuva koga čovjek će prestoji ovo jama i zašto v suštnost Bog dozvoluva na ludjetu da pominat niz jama ili jami. Evo naši od makedonski rečnik ili vo našite makedonski rečnici često se spomnuva izbor od jama. To ima nekoliko značenja. Ja svoj jedan naš rečnik je najdov ovdje nekoliko značenja za sami od pojim ili sami zbor jama. A potom ova će ni pomogne da može da se povrzeme so duhovnite jami i da vidime, braće i sestri, da li nas kako Božji deca ne očekuvat nekakvi jami, da li v suštnost na svekog od nas mu je odredeno da prestojiva jedan period vo nekoja jama. Pretežno mislim na duhovni jami. Evo jedna rečenica. Jama može da bide polukružna dlabina vo zemljata kada što se kopa ruda ili rudarska jama ili okno. Ponatemu vertikalen vles vo nekoja peštera. Jama je tip na arheološko naodjalište i jamata je mesto kada što u minatoto se zakopuvale pokojnici. Gledajte, dragi moji braći i sestri, što sakam s ova da kažem, a ja vas od ovdje kad posmatram mnogo vnimatelno i gledam da vi dlaboko u dušeta svoja, ja pratite se koja reč Božja, a i ušte nešto, vnimatelno slušav kako diskutirate za vremena biblijskata pouka. Pohvalba od mene, braći i sestri, dobri diskutanti ste i dobro je poznavate biblijskata pouka. Ja mnogo pati uživam da sedam napred i da slušam kako ljudi to diskutira bez da ja učestvujem. A to toliko me hrani, toliko me ohrabruva, toliko me kreva. Jednostavno mi je milina da uživam koga slušam drugi kako diskutira.
А учествувам и ја во дискусиите на библиската pouка. Многу пати така, а претежно ги слушам луѓето. Тамо каде што ќе треба нешто да кажам, да надополнам, јас со задоволство тоа го правам. Драги мои браќи и сестри, видов исто така овдека кај вас и многу песни вие пеете, имате многу молитви на колена, што во други наши братски цркви тоа го нема. И ова од вас ние треба да го примениме во нашите братски цркви, во нашата Република Македонија, во сите наши цркви. Значи, видов убави нешта, што ќе ги пренесам во мојот округ и ќе ги предложам да ги практикуваме. Така ли? Добро. Да погледаме неколку примери од Библијата на луѓе кои се нашле во јама или биле фрлени во јама не по своја вина, не заслужиле, но биле фрлени во јама. Зошто и како ќе одговори на тоа духот на пророштвото? Ја имам неколку скапоцени цитати од дух на пророштво во врска на ова тема. Кога ќе ги слушнете овие цитати, ќе се изненадите како слугинката Господа прецизно дава одговор зашто ние луѓето се наоѓаме во јама, колку јами нас не следат во нашиот живот и дали ќе престојуваме во јама во блиска иднина. Пратете ме добро да видите што сакам да кажам. Драги мои браќи и сестри, првиот пример на хероин на верата во старо време е примерот на Јосиф. Браќата, вели, го продадоа на исмаилците, пред тоа го фрлиле во јама и си заминале ладнокрвно. Се знае зошто се нашол во јамата, затоа што пренесувал вести од браќата своји на таткото, дали добри или лоши, пренесувал, потоа кажал дека сонил сон, дека 12 снопови ќе му се поклонат на него, тие тоа го разбрале и рекле, аха, ние, значи, ќе ти се поклониме на тебе, ти ќе бидеш некој над нас. Не, одлучиле и го фрлиле во јама. Среќно се завршило се, затоа што Библијата кажува, Бог беше со Јосиф и го водеше. И водејќи го донесе на највисокото место кај фараонот, доживеа да се ги види браќата своји, да им прости, да се исплаче пред нив, си го виде и својот татко, спаси многу од глад, како кажу Божјата реч, и среќно се заврши верата и јунаштината на Јосифа. Уште еден човек бил фрлен во јама, али овој пат во јама на гладни лавови. Тоа бил пророкот Данило. Не по своја вина. Маната била што се моли на Бога, маната била што водел совршено евиденција за царската благајна, точно ги пресметал парите, точно ги презентирал пред царот, без мана, човек, рекле царските слуги. Затоа што е таков, ќе го тргнеме, затоа што е туѓинец евреин, а ние домородци, евреин да владее со нас не, ќе го тргнеме настрана. И како? Ќе го озборуваме и напаѓаме, и мани ќе му најдеме, ќе гледаме царот да го убедиме да биде тој настрана. И така и било. Го наговориле царот и Данило се нашол во јамата. Лавовите биле многу гладни, намерно ги изгладнеле, за да можете едноставно да го растргнат во гладта своја. Ама Бог, браќи и сестри, се моќниот, им рече на лавовите: не гибајте го, мој е човекот. Им ги затвори устите, тие го послушаа, што човек не би послушал, тие го послушаа и Данило беше извлечен жив од јамата. Тоа е јама во која се нашол Данило, Јосиф се нашол во јама, Еремија се нашол во јама. И уште еден пример ќе наведам од Библијата на човек кој се нашол во јама. Тоа бил апостол Павле, во темница, во римски затвор.
Дури кажува и песна отпел, и Петар е исто така бил во темница и многу други. Бог никогаш, браќа мои сестри, никогаш не ги заборава своите деца, своите слуги. И секогаш ќе им прискокне во помош. Но, запомнете го и ова, ќе им дозволи на неговите деца да минат низ некаква јама, низ некаква темница, низ некакви бурни искушенија, обесхрабрувачки ситуации, во некаква безнадежна состојба, само со цел две нешта да постигне. Јас си ги спомнам тие две нешта само малку подосна. И погледете сега, браќи и сестри. Првата поука која ја учиме од овој настан на овие неколку мина луѓе кои се нашле во физичка јама, првата поука е следната. Пошто порано кога бев помлад, повеќе памтев. Сега некако како ми годините минуваат, не можам толку да памтам и принуден сум негде нешто и да прочитам. Така да, браќи и сестри, ова што ќе го прочитам е поука под број 1 од искуството на овие неколку мина луѓе кои се нашле во јама. Еве поуката. Секој човек на својот пат кон спасението мора да има своја јама и тоа не само една, туку повеќе. Која ми е пораката? Очекувај, брат и сестро, на патот кон небесната татковина да наидеш на јама. И кога ќе се најдеш во јамата, не викај на Бога. Не расправај се со Бога. Не хули на Бога. Туку со понизност премолчи и прашај го Господа: Господе, кажи ми зашто сум овде? Што направив? Ти ли ме овдека дојде или мојата љубопитност да истражувам овдека во некоја пештера, па да се изгубам во лавиринтите и ходниците и да нема кој повеќе да ме најде. И зато на влезот во пештерите, во тие длабоки јами пишувало: не влегувај сам без водител. И ако влезе сам без водител, ќе се изгубиш доле. Така е, браќи и сестри. Во тие јами во кои ви и ја ќе влеземе, може би нема да се изгубиме, но ќе стекнеме едно скапоцено искуство, кое цел живот ќе ни служи како поука, дека ако не сме биле во јамата, не би ја научиле таа поука. И зато Бог дозволува многу пати на своите верни следбеници да влезат во јама, не со цел Бог да се изживува, зашто Бог не е садиста, тој е Бог на љубовта, туку има цел преку јамата чедото свое да си го научи на нешто многу важно. А две работи ќе испомнам, кои се многу важни кога е во прашање престој во јама. Гледате, браќи и сестри, понатаму што пишува во поуката број 1 од ова досега што го кажавме. Вели да ја научиме лекцијата за собствените слабости, неспособности и на тие на кои се подпираме, лекција на длабината, на гревот и запознавањето на самиот себе си. Што да научиме, браќи и сестри, додека престојуваме во јама или повеќе јами, зашто тамо треба да се најдеме, по чие провидение, овдека јасно кажува, за наше добро, да научиме поуки од спасоносна вредност, вредност која не може да се мери со никакво богатство на овој свет. И нема тие пари кои ќе ни помогнат да ја научиме ова лекција, освен ако престојуваме во некоја јама. Да научиме, значи, лекција на собствени слабости, на нашите неспособности и да не се подпираме многу на луѓе, туку на Бога,
да научиме лекција на длабини, на гревот и запознавањето со животните односно со животните околности или со смислата на самиот живот. Ајде, браќи и сестри, да научиме поука број 2 од престојот во јама. Поука број 2. Тука во јамата, додека седам, онака разочаран, може би и плачам, може би и се прашувам дали икогаш ќе излезам од ова јама, зашто е премногу длабока, во близина нема луѓе да го слушнат мојот глас и да ми се придружат, односно да ме спасат, може би ќе останам тука и кости ќе оставам овде. Може би и Бог ме казнил те сум во ова јама, така ќе си помислам додека сум во самата јама. И онака обесхрабрен, онака безнадежен, онака без смисла, во ситуација кога гледам дека нема излез од ова јама, јас се прашувам: Господе, каде си? Приближи ми се, пружи ми раката и ослободи ме. Или ако сум атеиста и неверник и не ми текнува да побарам Божја помош, Бог никогаш нема да пристапи да ми помогне, зашто не барам Негова помош. Ќе си остане во јамата за секојаш. Се кажува за една љубопитна девојка, францускиња, која дошла некаде во азијските земји на туризам. Туристкиња нормално била и вели наишла на едно место каде што видела една длабина. Љубопитно се приближила до длабината да види колку е длабока и што има во неа. Се лизнала, паднала долу во длабината и се обидела да излезе. Гребела по земјата, меѓутоа нема на што да се фати. Викала за помош, но ниту еден не ја слушнал. И по неколку години ги нашле незините коски на дното на јамата. Тука и останала љубопитната туристкиња. Во нашиот живот, љубопитноста, браќи и сестри, може да не кошта живот. Затоа секој да се консултираме со Бога, тој да биде напред, а ние по Него. Ајде да слушаме нешто многу интересно. Тука во јамата, поука број 2, тука во јамата се учат лекции на разочарување во секоја човечка сила и живо искуство на доверба во Бога во секојдневните прилики. Тука, во јамата, додека престојувам, се учат лекции или поуки од животна важност, кои надвор од јамата не би ги научил, а во јамата ќе ги научам. Лекции да се подпирам на Бога, многу повеќе, а многу помалку да се подпирам на луѓе. Ако, браќи и сестри, а знам дека вие читате дух на пророштво, може би далеко повеќе од мене, ја 40 години и повеќе читам прво Библија, а потоа дух на пророштво. Духот на пророштвото ми помага полесно да разберам Библијата. Од списите на духот на пророштвото и од сестра Вајт не правам култ, си ја почитувам како пророк Господов, но Библијата е она над духот на пророштвото. И во духот на пророштвото сестра Вајт некаде напишала, ја по тој цитат трагам, односно во потрага сум, и ќе го спомнам, се наоѓа некаде во книгата Копнеш на вековите, а вие ако го знаете овој цитат, многу добро ќе ми направите да ми го кажете каде е, јас ќе си го запишам и ќе го имам во идна моја проповед, како аргумент. Оти кога јас учев за проповедник, тогашните духовни професори, луѓе кои едноставно беа вистински предадени на Бога, ја од нив научив многу, тие вака не учеа. Колеги, идни проповедници,
кога утре ќе го завршите теолошкото училиште за проповедници и кога ќе добиете округ и ќе добиете ракоположување, односно овластување да водите цркви, запомнете го ова. Кога ќе проповедате, секогаш тоа што го проповедате, подкрепете го со дух на пророштво. И јас тоа го правам 40 години. И, браќи и сестри, сум се уверил дека цитатите од духот на пророштвото се глас Божји, кој помага да се расветли и да се доближи вистината библиска поблиску до срцето, а појасната со дух на пророштво. И затоа духот на пророштвото не е замена за Библијата, туку е коментар и светило или очила за подобро гледање и разбирање на Светото писмо. Дали ме разборте, браќи и сестри? На прво место Библијата, на второ место дух на пророштво. И сега гледајте, како што пред малку спомнав, додека седиме во јамата замислени, збунети, лути и обесхрабрени, да чуеме што ни Бог кажал преку дух на пророштво. За тоа, зашто престојуваме вие и ја најчесто во јами. А ако некој може би и не престојувал во јама, нека го моли на Бога, да Бог не му даде такво искушение, или пак нека го послуша оној совет од духот на пророштвото. Сестра Вајд на едно место рекла, добро би било, така таа го кажува, добро би било Божите деца често да се молат да им Господ даде што? Неволи. Затоа што во неволите се учат поуки или лекции кои никаде на друго место не може да се научат. И во јамите што ќе се научи, најаве тоа не може да се научи. Односно во училиште, или преку некоја книга, или преку некој совет на човек и така натаму. Бог посебно луѓето ги доведува во таква ситуација од две причини. 3 пати го повторив од две причини. Со намера, браќи и сестри, да го запомнива зошто Бог дозволува јами на своите деца. Зошто дозволува, ако е веќе љубов, ако веќе ги сака своите деца и си ги верно води, зашто мора да им дозволи да страдат? Еве, браќи и сестри, послушайте нешто многу интересно. Во книгата Здравје и среќа од Елена Вајд на 42 страница дух на пророштво дава еден многу убав одговор на ова зашто јами. И вели, многумина кои својот живот искрено го посветиле на Бога за негова верна служба, доживуваат големи изненадувања и разочарувања. Зошто? Токму тогаш наидуват на пречки, тешкоти и искушенија. И ако е тоа така, прашањето е зошто тогаш, Господе, дозволуваш, ако веќе верно не водиш кон хананската земја, зошто тогаш дозволуваш да влеземе во јама? И тука да малку пострадаме, малку да се исплачеме, малку да се почувствуваме уплашено, загрижено, малку да се налутиме и како и Јов да викаме: Господе, зашто ми го ова направи? Подобро да не се родев. Знаете за тој случај, Еве, послушайте, браќи и сестри, уште нешто што сестра Вајд го кажува, а одговара на прашањето зашто вие и ја често се наоѓаме во неволја. Да така кажем, во јама на страдања, во јама на солзи, на обесхрабрување, јама на осаменост, јама на болки телесни, а може би и душевни болки. И еве што пишува. Во книгата, Здравје и среќа од Елена Вајд на 421 страница. Пратете ме добро, браќи и сестри, како и досега, ќе научиме убави нешта, ќе му послужиме на Бога,
Бог ќе се израдува кога ќе види како ние љубопитно и гладно ги слушаме Божите зборови, и неговото срце ќе се отвори и од неговото срце ќе потечат, како кажува Библијата, река на благослови кон нашето жедно срце и река на охрабрувања кои ќе нашата душа зајакнат доколку сме биле во јама или сме неодамна излегле од јама или не очекува друга некоја јама. Ја кога го читам ова, браќи и сестри, верувајте ми доаѓат, како се тоа кажува, како човечко суштество, не морници. Не се чувствувам уплашено, него едноставно од голема возбуда, од голема радост што слушам вакво нешто што Бог го кажува, мене од петиците, па се до врвот на мојата глава, низ моето тело, низ мојата кожа, чувствувам како да се движи некој електрицитет, некаква струја, да така кажа. Морници или во позитивна смисла. Не морници да ме уплашат, па да бегам од Бога. Него нешто ме привлекува кон Бога и си велам, Господе, ја ова прв пат го слушам. Кажи ми го што ова значи. За кого се Господа во однесува? За Јанко, Петко, Станко и Рајко или се однесува за мене? И сестра Вајд кажува, кога читаме Божјата реч, треба, браќи и сестри, да ја читаме не за некој друг, него да читаме за себе. И еве го сега одговорот, зашто Господ дозволува да сме во јама. Здравје и среќа, страница 421. Во огнот на страдањата и неволите, кои често доаѓат со Божје допуштање. Зошто сум во јама? Бог дозволил, допуштил. За моје и наше добро, не му за прослава. Послушайте, браќи и сестри. Прво, со тоа Бог настојува да ги очисти нашите греови додека се наоѓеме во јамата, зашто тамо повеќе ќе се посветиме на својата душа, со прашањето зошто сум тука, Господ ќе даде одговор и душата ќе ми се покрене и ќе разберам зошто сум тамо. Значи, за очистување на нашите греови и втора причина, зошто Бог дозволува да се најдеме во јама е да го облагороди или оплемени, возвиши мојот и ваш карактер. Две причини. Очистување на гревовите, без очистување на гревовите нема совршен карактер. Значи, кога Бог во јамата на страдањата и обесхрабреноста, таму во темницата, таму во на студенило, во на болна осаменост, кога ќе дојдеме во ситуација да размислиме што се тоа случува со нас, тогаш Бог доаѓа и ја очистува нашата душа. Се разбира, ако се и покаеме за тоа. И да го облагороди, вели, нашиот карактер. Браќа мои и сестри, нешто ќе ви кажам од животот на птиците. Послушайте го сега ова добро, да видите дека некои животни лекции или поуки се учат најдобро во темнина, не на виделина. Има птици, еве да ги спомнеме, славејчиња, канаринчиња, штиглици кои многу убаво пеат. Еве канаринчињата да ги земеме. Имате некои птици, например, кои кога ќе ја научат својата песна и добро ја пеат, околу нивниот кафес ќе се придружат други диви некакви врапчиња со некои други гласови и други песни и со текот на времето ќе ги загушат гласовите на канаринците и таа убава мелодија нема повеќе да биде како што треба. Тие ќе си ја заборават таа мелодија и ќе се прилагодат на мелодијата на дивите врапчиња. И што прави газдата? Газдата зема, го покрива кафесот во темница, да биде канаринецот, со цел во темницата да ја научи песната.
да не ја заборави и долго да пее. А во меѓувреме ги изолира другите, односно врапчињата, ги трга настрана, да не се тука повеќе приближуваат, и по долг престој во темница. Канаринците се враќат на нормалната своја песна, откако газдата ќе види дека нема повеќе опасност, песната да си ја заборават, ја трга покривката, ги пушта повторно на виделина и тие сега песната си ја продолжува така како што треба. Али ја учат или вежбаат да не ја заборават во темница. Заборавете го во темница. Бог многу пати, мојот и ваш живот, нашата животна песна, за да не ја заборавиме, а ќе треба да ја пееме во вечноста, Бог често дозволува да ја учиме во темница. Во некоја јама, во некои страдања, во некои искушенија, неволи и болки. И таа песна, кога ќе ја научиме, ќе трае цела вечност и Духот на пророштво кажува, кога ќе се придружиме на ангелите, во она песна на добре дојде кога јагнето ќе ги дочека своите деца, песната нема да биде рапава, нема да биде дива, него ќе биде така совршена, така увежбана со години, али вежбана во темница. И уште нешто, браќи и сестри. Овие кои ги познават канаринците кажува, знаете што? Кажува дека канаринецот, кога ќе почне да пее песна, има 9 мелодии, од кои секоја мелодија е поубава од првата. 9 мелодии. Прекрасно, нели? Али ги учат во темница, во најголем број на случаи. Еве, ова е доказ дека животните несреќи, тие животни јами, тие обесхрабрувања, разочарувања, лутина на Бога, или она осаменост, или оној тежок живот, укажуваат на тоа дека Бог дозволува за Негово прославување, за наше спасение. И зато Дух на пророштво кажува, добро е по-често да се молиме, Господе, па толку живеам во благосостојба, и толку сум радосен, и толку среќен, па јас заборави што е тоа неволја. Пушти ми неволја да се сетам дека неволјата има своја предност и убавина. И Бог тоа го прави и пушта за наше добро. Еве, браќи и сестри, при крајот на нашето проучување, ја имам уште нешто што сакам да го поделам со вас. Поука број 4 која ја учиме од ова до сега што го кажавме е следната. На сличен начин и Бог настапува со својот народ. Има една песна која Бог сака да ја научиме, и ако ја научиме во сенката на страдањата, болките и неволите, ќе ја знаеме, односно ќе ја научиме и ќе знаеме да ја пееме за цела вечност. Али таа песна се учи во темница, во болки, страдања и неволи. Еве, послушайте, браќи и сестри, во времето на сестра Вајт, дошол еден брат и ја прашал, сестра Вајт, или сестро, зашто сум ја во неволја? Така кажал тој брат. И видите што му одговорила. 4-то сведоштво од Елена Вајт, 93-та страница. Преубав одговор. Пишува, многу од страдањата, брате, кои те снашле, ти ги пратил Бог. Многу од страдањата, низ кои вие и ја минуваме, или сме минале, или тек ќе минеме, браќи и сестри, имат своја причина. Еве што кажува понатаму. Тоа што Бог, брате, ти пратил страдања, е затоа да низ неволите и страдањата те приведе кон себе. Те привлече кон себе. Во прегратките на Господа, браќи и сестри, има мир, има топлина, има љубов, има смиреност, има радост и секакви други благодети. Далеку од тие преградки само има темница, болки и страдања. Страдањата
i bolkite se metoda Božja da ne privleče do Него, да го повеќе засакаме Бога. Послушайте уште нешто. Низ неволите и страдањата и несреќите, христијаните се чистат и зајакнуваат, а и се развиват во нивниот верски живот. Бог ги пегла нашите вознемирени срца, се додека од нив не истече гнојот на грубоста, гордоста и секаква нечистотија. Чиј е глас, браќи и сестри? Не е мој. Ја само устата му е предадов на Бога и му реко: Господе, оружје кое го имам да ти го дадам, твое е устата. Кажи. Погледте уште нешто што кажува во цитатот. Да истече гнојот на грубоста, да исчезне секоја нерамнина, се додека не постанеме подготвени за живот во небесните згради. Браќи и сестри, зашто се неволите, страдањата и јамите? Да ни помогнат, да не подготват за иден свет вечен живот на новата земја, во главниот град на новата земја и на целата вселена, златниот град Ерусалим. Е таму ова песна ќе ја пееме на Господа ни цела вечност, а страдањата ќе ни бидат спомен дека преку нив сме дошле овдека во овие станови. А низ кој Господ цело време не водел и избавувал. И сега послушайте го овој цитат. Здравие и среќа, 430 страница, сестра Вајд дава одговор на ова прашање и кажува: и во најцрните денови, кога изгледа се најзлослутно, да не губиме вера, ниту подпирање во Бога или на Бога. Тој ја остварува својата волја и чини да се што се случува за неговите деца излезе на добро. Се што се случува за неговите деца ќе излезе на добро, зашто Бог си ја остварува својата волја и својата намера. Она за што сакав да ве замолам, браќи и сестри, тоа е следното. Ако го најдете тој цитат од сестра Вајд, да ми го кажете, многу ќе ми значи. Таму сестра Вајд кажува: покрај тоа што на нас, луѓето, ни е потребен невидлив пријател, се мисли на Христа, невидлив пријател, на нас ни е потребен и земен видлив пријател. Земен видлив пријател. Што значи, браќи и сестри, вие ја имаме пријател над пријатели, најверен и најдобар пријател, најповерлив пријател, чие срце е ден и ноќе отворено и кој ден и ноќе не спие, така кажува Божјата реч, верен стражар е, на нас ни е потребен и земен видлив пријател. Кога слушнав ова радосна и моредно убава вест, браќи и сестри, дека треба да си градиме пријателство, братство и сестринство и дека треба да се видиме заедно во Божјото царство, а заедно и на овој свет, мене срцето ми се израдува. Уште од самиот почеток јас тоа го посакував и тежев кон тоа. Али постоеше одреден период кога тоа не можев јавно да го искажам, нели, и си го чува во својата душа. Меѓутоа, еве, дојде време, браќи и сестри, кога и Господ тоа го сака, а и ние тоа го сакаме сите заедно, да си сите заедно бидеме во Божјото царство. И јас сакам, браќи и сестри, во Божјото царство, во градот Ерусалим, кога Господ ќе доделува станови на своите деца, јас сакам да бидам ваш комшија. Ако е можно и врата до врата да бидеме, па секој ден да се тука гледаме во златниот град Ерусалим, тука, на таа територија и заедничка вечна прошетка да имаме кај Господа. Има еден цитат.
се сетив сега за овој цитат. Има еден цитат во книгата Библиски коментар од Елена Вајт кој кажува: христијаните ги очекува долго и топло лето после долга студена зима. Така ли е, браќи и сестри? И ние за тоа треба да тежиме и тамо да се бидеме заедно. Никој од нас да не биде изгубен, него сите да се бидеме граѓани на Божјето царство. Последното нешто што сакам да го поделам со вас е искуството на пророкот Илија. За него сестра Вајт напишала, ја тоа малку подасе ќе го кажам, но да ја спомнам петата поука поред од се ова што го кажавме. Петата поука е следната. Не е ништо необично и ништо ново да духовно силни луѓе во тешки околности под притисок на искушенија постануваат обесхрабрени, малодушни, така да им се чини понекогаш дека во животот нема ништо што би посакале. И гледайте сега, важно е од ова. Најголемиот пророк Божи во старо време, пророкот Илија, бегал од жена, уморен, бегалец, исцрпен, изгубил секаква надеж, мислел дека му е срушено делото на животот. Токму тогаш примил најголема поука. Во моментот на најголеми неволји, човекот мора да се потпира на Господа, а никако на човек. Браќа мои сестри, пророкот побегна, обесхрабрен и рече: доста е, Господе. Жената, царицата Езавеља, рече и ми порача дека ако ме фати жив, главата ќе ми ја скине. Пресече: Господе, доста ми е. Легнал човекот под смреката, бегалец и уморен, побарал да умре, но Господ му рече: не, Илија. Ќе се вратиш таму каде што ќе ти кажам и ќе ја работиш таа работа што ја ќе ти ја дадам. Рано ти е за смрт. Оди, заврши ја работата за мене и не плаши се од Езавеља, не плаши се од Ахав. Јас ќе бидам твој чувар. И сестра Вајт кога дава коментар на ова, коментарот послушнете го, браќи и сестри. Ова е предпоследен коментар. Се наоѓа запишан во Пророци и цареви на 118 страница. Сестра Вајт ги кажала следниот коментар го кажала на овој настан. И еве што пишува. Искуството на Илија во пештерата, таа јама, искуството на Илија под смреката, еве што не учи. Треба да налие или влее во нашите срца животни сили кои не посветуваат за работа и за доброто на другите, но кои често губат храброст и паѓаат под малодушност. Бог поклонува посебна грижа и љубов и искажува посебна сила во корист на тие чија ревност луѓето не ја разбират и не ја ценат, чии совети ги отфрлат и чии опомени ги презират, и чии напори или труд со цел да се реформира одговарат со омраза, отфрлување или противење, а најчесто и со закана за убиство. Тоа е било, браќи и сестри, а тоа и денеска се случува. Еве го последниот цитат што сакам да го прочитам за денеска. Патриарси и пророци 656 страница сестра Вајт кажува: ние не знаеме какви се големите интереси во прашање кога Бог не проверува. Треба секогаш пред очи да ги имаме откровенијата Божји и да живееме по јасните упатства и заповеди. Без оглед на околностите во кои се наоѓаме,
за последиците не треба да се грижиме, за тоа секогаш ќе се погрежи Господ. Последниот библиски текст, библиски текст кој сакам да го прочитам со вас, се наоѓа запишан во првото Петрово послание, 4 глава, 12 и 13 стих. Хајде, браќи и сестри, да го побараме и овој библиски текст. Всушност, нема ли да ми замерите, сум заборавил уште нешто да кажам, па потоа веднаш ќе го прочитам овој текст. Во книгата Библиски коментар на 811 страница сестра Вајт дава многу убаво охрабрување за сите кои ќе се најдат во јама, за сите кои тек ги очекува јама и за сите кои стравуваат дека ќе се најдат во јама. Не треба да стравуваат. Погледнете што кажува дух на пророштво. Христос будно води грижа за секого од нас. Тој го познава секој товар наш, кој не притиска за секоја опасност која ни се заканува и за секоја тешкотија на која сме изложени, и неговите упатства се потполно, односно неговите аргументи се на неговата уста полни во наша корист, за да тие кои се во неволја и искушенија да ги поучи да не се бранат од сите напади и искушенија, туку од браната да ја препуштат на Христа. Тој го објаснува секој покрет на непријателот и секој настан им го укажува на своите деца и ги припрема за искушенијата со кои ќе се соачат. Видите ли каков брат имаме, каков пријател имаме, каков учител имаме, каков застапник имаме во небесното светилиште? Видите ли, браќи и сестри, каков силен грб имаме на кого можеме да се потпреме? Дали забележуваме колкави се градите на Господ Исуса на кои може да се потпреме? Дали забележувате колку неговото срце широко, за да можеме да му кажеме се? Навистина имаме таков пријател и таков брат. И еве, браќи и сестри, последните зборови од Библијата, ги читам, запишени се во првото Петрово послание, 4 глава, 12 и 13 стих. Еве, прво Петрово послание, 4 глава, 12 и 13 стих. Еве, послушайте што пишува. Возлюбени мои, не чудете се на огненото испитување, тоа се страдањата, болките, искушенијата, неволите, борбата со гревот. Тие се тие огнени искушенија или проби, за кои Бог не подсетува, еве како да постапиме. Пишува, возлюбени, значи мои, не чудете се на огненото испитување, што се појави меѓу вас, за да ве искуша, како да ви се случува нешто необично. Не е нешто необично. Погледнете уште нешто. Туку радувајте се, додека сочувствувате во Христовите страдања, за да можете да се радувате и да се веселите при откровенијата на Неговата слава. Кој е советот Господов во поглед на јамата во која може би се наоѓеме, ќе се најдеме или сме биле? Волјата е Божја да не се чудиме, да не се повлечеме, да не се обесхрабриме, да не се впуштаме во дискусија со Бога и расправија, како да е Бог еднаков со нас, туку едноставно во кроткост и понизност, да му благодариме на Бога, што дозволил да минеме во јама, одnosno да престојуваме во јама, да минуваме низ страдања и болки, едноставно тоа е за наше очистување на гревовите, за оформување или облагородување на нашиот карактер и за идна припрема, одnosno за припрема за идниот живот на новата земја и за песната која сме ја научиле во темницата на животот овде земен,
а сега веќе во Божјото царство, таа песна многу ќе ни значи и искуствата кои сега ги доживуваме, многу ќе ни значат во подготовката за идниот рајски живот и престој во златниот град, вечниот Ерусалим. Браќа мои и сестри, ми беше чест, радост и задоволство на душата да го пренесам од Господа и верувам дека ова го разбравме. Односно, сигурен сум, браќа и сестри, дека од денеска па понатаму посериозно ќе размислуваме за животот кој го живееме, ќе се однесуваме кон страдањата и неволите не како презир кон Господа и тужба на Бога, туку со понизност ќе му благодариме на Бога, затоа што многу години пред нас Христос страдаше во смртни маки. А ние тоа што сега страдаме за Него, тоа е за наш благослов, за наше вечно добро. Кога ќе помислиме колку Христос страдаше во однос на нашите сегашни страдања, ја мислим дека се многу мали нашите страдања, а треба да бидат поголеми. Браќа мои сестри, нека не Господ благослови, нека не води и чува и нека ни помогне да се најдеме во јама, а ако сме веќе во јама, да научиме што треба да научиме, а ако веќе не сме во јама, а не очекува, слободно и јуначки да појдеме кон јамата заедно со Господа, угледувајќи се на четворицата јунаци кои веќе минале низ јама, Господ ги ослободи. И во 13 стих од книгата на пророкот Еремија, 38 глава, што пишува? Царот ги прати слугите негови да го извлечат Еремија од калта. И што пишува таму? Спушти ја јажиња и го извлекува слугата Божи. Не дозволи Господ слугата него да остане во јамата. Господ пружи рака, го избави на слобода, пророкот си ја продолжи работата за него. Ето така ќе биде и со мене и вас. Господ во ова нека не благослови и помогне, и нека ни помогне да заедно со Христа ги делиме маките и страдањата, ама и заедно едни со други, браќи и сестри, да си пружиме рака, да си се подкрепиме, да си помагаме, да се храбриме, да се посетуваме, да не се заборавиме и заедно да делиме добро и зло и заедно да патуваме кон нашата небесна татковина, пред чија граница веќе се наоѓаме. Слава, чест и благодарност на Бога за ова што ни го кажа. На вас благодарам внимателно ова што го сослушавме и одиме храбро напред со Господа. Амин. Господе, мил наш небесен Татко, благодариме што сме во домот Твој по покана Твоја. Бевме на трпезата кај Тебе и ручевме, Господе, леп небесен и пиевме вода небесна. Тоа се Твоите зборови, Твојата мила наука. Ни беше сладка за проучување, ни беше сладка за исхрана. Помогни ни, Господе, да бидеме гладни и жедни за Твоите зборови. Овде во долината на смртта, во долината на солзите, овде во многобројните јами во кои се наоѓаме, ние стекнуваме животни искуства, со кои Ти, Господе, не поучуваш и зајакнуваш. Ти благодариме и за ова што го чувме и мило ни беше. Те молиме да ни помогнеш кога се наоѓаме во јама, да не викаме на Тебе, туку да ги слушаме мудро Твоите совети и по Твоите патишта да одиме со понизност. Господе, Ти да одиш напред, а ние по Тебе. Секогаш да Те слушаме и секогаш да го извршуваме тоа што Ти не учиш. Помогни ни вака заедно, еден ден, Господе, да бидеме и на новата земја во градот Ерусалим. Низ овој живот, полн со трње и полн со страдања, ние учиме дека тоа е за наше добро. Зато Те молиме нашиот карактер, Господе, да биде на висина. Те молиме исто така да ги очистиш нашите греови и да ни помогнеш низ сите животни непријатности, па и добрини,
да увидиме и научиме поука дека ти си тој кој го водиш нашиот живот. И ние на тебе се подпираме и на твоите ветувања. Господе, во овој момент чувме порака дека нашата драга сестра Зорица има проблем со здравието. Ние во овој момент те молиме од срце да ја помогне со нашата сестра, да ја го пружиш најдобриот лек, преку лековите, односно преку раката на лекарите, каде што ќе престојува или каде што ќе се лекува, ти мудро да ги водиш, да ги дадат оние лекарства што ќе бидат ефикасни, да може сестрата да се оздравее, да се врати во својот дом и да си го води. Охрабри ја во овој момент и шепни, Господе, и гушни ја со Твојата милостива рака и кажи дека ја сакаш, дека си со неа и дека ќе ја изведеш од тоа место и дека ќе го врати здравието. Тоа стори го и со сите други браќи и сестри и со секој човечко битие кое се наоѓа во слична тешкотија, било физичка, било духовна. А драгите мои браќи и сестри овдека во оваа драга црква, благослови ги во изобилство. Помогни во секој поглед да бидат радосни, среќни и напредни и да ни помогнеш, Господе, да се сретнеме и во Царството Твое, а и овдека на овој свет често да се среќаваме и често да растеме во милоста Твоја и во љубовта Твоја. Уште еднаш од срце те молиме и ти благодариме и за сестра Зорица, ти благодариме и за речта Твоја, и за сите благослови, и за секоја добрина, и за се, Господе, што доаѓа од Тебе. Ти прими од нас слава, чест и благодарност. За ова заедно молиме во името на Господ Исус Христос. Амин.